Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Сотир Костов, аналитичар, поранешен јавен обвинител, писател, дел од македонски манифест. Да. Добре дојде. Добре те најдов, Љупчо. Сотир, вчера падна и првата пресуда за случајот со трагедијата во Кочански пулс. Тројца полицајци добија 3 условни казни. Двајцата полицајци по една, а командирот на ПС Кочани доби 2 години условна казна затвор заради, како што се вели, нели, злоупотреба на службената положба. Како гледаш на овој старт? Роднините се многу разочарани од сето. Љупчо, во принцип, како правник со 41 годишно искуство, а сега во пензија, не коментирам нешто што нема претходно да го прочитам, да го добро изанализирам и да си донесам мој суд. Ама, се потрудив овие дена, бе фрапиран од начинот како на брзина е пресудено и од казните. Вака да ти кажам. И од причина што е многу значајен овој предмет, што се тоа 4 судења поделени, еве го првото завршува во прва фаза, ке смогнам сили да го искоментирам, правично да го искоментирам. И од значењето на случајот, а па и да не забораваме, јас сум кочанчанец. Значи, се праќа многу лош сигнал во јавноста. Судството не му доаѓа паметот. На времето некој султан турски рекол, абе на тоа македонците најотпосле ми доаѓа акалот. Еве, после 100-200 години се потврдува, ама ова важи за судството, ова важи за делумно обвинителите, бидејќи еден двујца, мислам, работеа на овој случај. И ова важи за судиите, поточно за предметните судии. За така значаен случај, кога образлагаш пресуда, да ти е судницата празна, Љупчо, да ти ги нема обвинетите, да ти ги нема адвокатите, е голем срам и арам за судечкиот, за судијата, советот и така натаму. Само новинарите достојно, присутни, моите комплименти кон нив. Мене воопшто не ми се бендисува што прво се образлагат олеснителните околности. Види, за секого го следува олеснителна околност, па дури и најголемиот криминалец. Кој се согласува со мене, кој не, јас сум така научен, тврдам дека многу добра правна подлога имам и го тврдам тоа. Овие луѓе, овие обвинети не се криминалци. Овие луѓе одговараат за кривично дело, злоупотреба. Таму нема директна умисла по мене, таму има небрежност и таму има евентуална умисла. Ама ти така благо да го ценеш нивното и невнимание, и злоупотреба, и на преден план да истакнеш олеснителни околности. Ја мислам, некој домашната работа не си ја завршила, тоа е судот. Не знам обвинителот, обвинителката ли, како постапувале, како го бранеле обвинението, со кои докази настапиле, значи ги немам тие информации, ама еве го имаме епилогот во прва фаза. Добро, пресудата не е правосилна. Так. Ке има и по жалбена. Најверојатно тоа не е досега обзнаено, но најверојатно обвинителството ќе има. Не треба и да се залагаме за некои драконски казни, да се разбериме. Ама, со такви штетни последици, 63 мртви, околу 200 повредени, и тоа не се знае колку време лечењето, рехабилитацијски. Така на 3 минутки ти да даеш образложение, дека не се успело да се најде причинско-последичната врска помеѓу дејствието на извршување на тројцата обвинети за реализација на битието на кривичното дело што им се става на товар. Јас сега, ако земам да те елаборирам, јас ќе ја најдам и причинско-последичната врска, ама секако немам намера да те узурпирам емисијата, и јас ќе кажам дека доколку постапувале совесно, ќе го детектирале, сега одам у анализа. Еве, рескирам, ама од прилика знам каде утнале. Так. Ќе го детектирав прво правниот субјект кој е одговорен за тоа што се случувало таму, Господе, прости ми, во таа штала. Значи, за мене тоа ниту е клуб, ниту е дискотека. Потоа,
ќе ги детектирав собствениците вистински, а не формални, и ќе ги детектирав виновниците зошто во едно такви субстандардни услови се одвива еден културно-уметнички настан со недели, месеци, години. Тоа ако се детектираше, ќе значеше одговорните од полиција да пријават на инспекторските служби, да пријават на надлежните ДС за сите, да не ги набројувам, и на време да се преземеа мерки за да се спречи штетната последица. Тоа не е направено, тоа требало да го направат овие. Немам ништо против тие господа, едниот го познавам од овените, и реков, тоа не се криминалци, да се разбереме. Тоа се луѓе што се огрешиле во службата и со законот. Ама каков сигнал ние сега даваме на оној друг предмет со 20 и кусур полицајци обвинети, на третиот предмет со УЈП обвинетите и на главниот предмет со 23 обвинети и неколку правни лица. Многу лош сигнал даваме. Моја проценка е, спремен сум да ја бранам, дека екипата на обвинителството е во дефанзива, дека тоа го користат на нечесен начин, ова стојам за да изрекај, дури на неетички начин. Адвокатите, таму препознавам многу искусни адвокати, многу добри адвокати, и види што прават. Сакат некого пак да го направат болен, и ја не знам како тие судиите дозволуваат некој да ми спие мене на обвинителна клупа. Ама тоа е недозволено, Љупчо, те мола. Куќен притвор. Па, може би ќе дојде ред за куќен притвор. Второ, ги иритираат родителите на починатите, роднините на починатите и на повредените. Им сервираат без тие сите да се свесни податоци со вештачења, со вештаци, вадат од контекст, ги дефокусираат, па таму не се суди на нивните деца. Па нивните деца се жртви, а они обртно им прават. Спомнување не сакам да спомнувам таму, со некои други наводи и така натаму. Не, тоа не е етика на адвокатура, тоа кодексот нека се погледне адвокатски, не сме такво однесување. Гледаш, ја повеќе зборувам за адвокатите, не за сите, честни исклучоци. Таму има мои колеги. Мои колеги има со кои многу добро сум соработувал, дури има еден мене што ми е адвокат. Не сакам имиња да спомнувам. Ама поединци со етиката се скарани, и јас тука гледам манипулација со роднините и со родителите. Час поскоро, новата свежа крв во обвинителството, ова треба да го спречи. Јас сега работам на нешто, само ќе ти наговестам. Еден надпис во еден неделник ми даде поттик, ме стави пред една дилема како да докажувам каузално причинската врска, од која сите се откажа, дури еден млад колега ме победи во прва фаза, да ми каже дека тоа за 12-10 години не се докажува. Ама еден надпис го видов, ја зедов литературата што ја имам кривична наша, ја зедов малку хрватската, српската, од Фрањо Бачич па до еден од други Бачич е од Хрватска, ама и нас не воспитуваше тука во правниот факултет, и најдов простор дека можеме ние да докажеме таа причинско-последичка врска. Моје некое следно искажување или настап ќе биде на таа тема, бидејќи вечерот сепак не ни е главната тема, јас само најавувам дека спремни обвинители кои обезбедиле докази, ја рекова дека имате илјадници докази. Па негде у прва фаза сакаат да се откажуваат. Абе обвинител не смее да се откажува доказ само ако му е компрометиран доказот, обвинител треба да се откажува. А тоа е простор бришен за адвокатите. Па еве ги обвинители се откажуваат, лошо работеле, не работеле кој што треба. А да не забравиме колку месеци се спремаа. Да поентирам. Лош сигнал, не ми се бендисува, разочаран сум и не ја довршив мислата, свежата крв во обвинителството, новиот тим на јавниот обвинител, нека погледни малку како се спремат тие тимови, тие се 3-4 тима кои обвинуват и кои веќе се суди. И сакам едно да кажам, да му порачам на Шилегов, нека не ја залажува македонската јавност. Да, тој е политичар, ама е и правник и адвокат, а судењето нема да трае 5 години и повеќе како тој што предвидува. Еве му впрочем и доказ. Едното заврши сега. Тоа што некои сме задоволни, некои не сме задоволни, тоа не е релевантно. Нека оди уште месец, 2, 3, нека оди
правосилна втора постапка и едно судење да завршува. Нека не ги лажи луѓето, нека не ги обесхрабрува, нека не ги обескуражува. На добар пат сме. Ова работа еднаш да завршиме како што треба. Првичната пресуда не стојам зад неа, ја критикувам, ако ќе ја исчитам, ама го видов образложението. Ја видов атмосферата во судницава. Брука, тука, завршувам. И она мојата крилатица нова, депресија. Да. Она што го зборувавме, само да го пренесам, она што го каже судиката. Вели Да, вака. повеќе. Обвинетите своите службени должности ги извршиле само привидно. Формата бива запазена, но суштината изостанала. Формалното постапување што не води кон резултат не представува извршување на должноста, туку неизино неизвршување. Мој коментар може? Така. Може? Да. Значи, ако е ова вака, а е вака. Ја за несуштинско извршување на должност која се коси со закон, ја не давам условност. Настрана Ефектива. без вакви последици да биде па. Не, гледај ги штетните последици. Не се докажав. Да. Значи, штетните последици се огромни. Ние велиме искусните правници, ненадоместливи. Да. Децата отидоа. Така да, судиката сама та себе се негира. Контрадикторна. Нема логика обичен граѓанин да не е правник да го слушне ова, па ќе рече малку. А ти велам, Да. не сакам погрешно да бидам сватен, не сум ја драконски судија и обвинител. Да. Не, ути не сакам да бидам, знаеш како, ваму се бунам против 27 април, а овде сега да, не, ама тежината на делото е многу големо. Штетата е огромна, ненадомеслива, соодветна мора да биде и пеналтиката, казната мора да биде соодветна. Каква? Родителите нема да бидат задоволни да се разбереме и со било кој казна. Ама, ние експертите, ние што нешто знаеме, во кривично право ќе кажеме, епа видете, ама ова задоволува. Во случајов, јас се извинувам на сите, ама ова не задоволува. Доаѓа време во Македонија кога мислевме дека почнува да се средува судството, но имајќи предвид како одат работиве, нема ден без скандал сотир. Еве, минатата недела беа Наке Ѓоргиев и не знам, милиарда ги имаше. Сега, вчера се случува ова во Кочанскиот, односно во судот, не е во Кочанскиот суд, да. Но резил денеска имаме во Струшкиот суд, Струшките суди ги ослободија и двајцата други лекари кои што беа присутни при операцијата на господјата Веаповска, пола органи и извадија на жената. Таа жена. Ги ослободија и другите двајца како тоа е најнормална работа. Многу Ова не сум го чул. Да, што туку излезе пред малку веста, лиферувана беше и на Алфа и јас ја видов сега. Значи ова нема смисла. Исуството 12, нема 12. Коментарот е ист, за жал. Значи... Има прекрасни судија, ама ваквиве овие другиве. Нели шо ова што кажеш за Кочанскиот случај и овде важи. Да. Ама Струга знаеме по чија капа беше? Дуи. А е малку please be more specific, овој Мерко. Кој ги држеше таму не професори, не суди, не обвинители до битола? Мерко. Еве ти ги последиците. Учители, кој поставуваше незаконски? Мерко. Еве ти ги последиците, Лучо. Мораме да се научиме да живееме со последиците. Ама некој треба да превзема нешто. Ова за мене, како што го спомнав новиот обвинител и неговиот тим, ова за мене е работа за Врховен суд. Веднаш да се прате тим да направи вонредна ревизија. Не им верувам на овие од битула, бидејќи се малку подзакачени вака синомски близнаци, некоја папочна врска со Струга, во поглед на судството, мислам, не на друго. И јас од Врховен суд, а ако сакаш најнадлежни, советот, судскиот совет, да испрати екипа и да видиме, не кажувам имења, ама Сотир и Лјупчо како се ослободени, а жена е измасакрирана со органите. Значи, тоа е, прости ми Боже, полојна човек е тоа. И тоа е феномен што е жива, браво. И да е Господ, 101 година да биде таа Господја жива. Ама некој треба да добие казна за тоа недело што го направил и некој треба да добие сатисфакција, не, како се вика, материјална. Пред се морална, духовна, па дури би рекол и психичка и душевна сатисфакција. Да продолжиме со она што се случува во политиката, кое што за жал е немногу по-неморбидно од она што се случува во судството.
во рокот цели, не цели 3 дена, имам една политичка партија која што почна да се занимава со некрофилија сотир. Тоа малку е неверојатно глупо, грдо, дегутантно, апсолутно, но еве, откако пред 2 дена на 123 годишнината од смртта на Гоце Делчев, една политичка партија која што се вика СДС, тоа М не им прилега, излезе нивниот лидер и пред местото каде што е вечниот дом на нашиот најголем македонски син, зборуваше за поделби, па што би направил Гоце, како би се борел против неговите опоненти, направи една не знам, неверојатно, тоа беше скрнавање на денот. Апсурд од грдо беше, но сквернавање во најмала рака, особено на ден кога треба да се обединиме како македонци околу овој горостас Гоце Делчев, тој го направи тоа за да после 2 дена, денеска пуштат соопштение, денеска е денот од 35 години од погибијата на Сашко Гешовски. Првиот македонец и првиот војник кој што загина во Првата жртва. Првата жртва на југословенската војна или конфликт, како да го наречеме, во Сплит губија момчето од кавадарци на 21 негова година, или 20, колку беше, мислам 20 дека е 71. Младо дете, млад цвет. Но, излегува денеска истата таа веќе некрофилска партија и тврди дека го користи, внимавај, го користи Сашко Гешовски и тоа што се случило, сегашниот наратив што се случило во Македонија, наликувал на она што се случувало 91-та во Југославија, па Милошевиќ бил Мицкоски, па тие се бореле за слобода, па немало да дозволат, стоиш вака и искрено се најжив, читајќи го тоа, викам, ало луѓе, малку на тие шмрчко дериватите и илјачите, малку да се олабават, ама ова е веќе претерано. Што ќе биде натаму сотир? Како вака? Два дена, еве ова со Гоце помина, се изрезилија, значи не постоеше некој да не рече, ама луѓе што правите, нели? Сега се случува ова со Сашко, мислам, забега работа. Ај вака. Значи, морам да кажам една констатација, прв пат ќе ја искажам, па на ваков начин не сум ја кажал, понекогаш работите во СДСМ и као политичка партија и кај Филипче као лидер персонално, се премногу трули за да се променат, за да се сменат, за да видиме ново поведение, за да видиме нова матрица, за да видиме нешто ново кое ветува перспектива, иднина, сакаш политичка, сакаш општествена. Дефинитивно, овие два случаја што ви кажуваш, потврдуваш и ја морбидноста ти ја признавам и ја подпишувам да ти кажам. Ова е срамота, ама види сега, Љупчо, теркот е досаден. Христијан Мицкоски беше Орбан. Не зборам ја, Филипче што збори, и сега сам Кузеска и екипата. Христијан Мицкоски беше Вучич, сега денеска гледаме Христијан Мицкоски бил Милошевиќ. Не. Нека си погледнат, ќе ги вратам во 90-тите години. Ќе ги вратам некаде 93-та до 96-та, па и 8-та. Ќе ги вратам кога се направија блокадата Грција, блокадата Србија. Кога проработи трансфералата Делчево царината и Табановце, и кога таа партија, челниците на таа партија и на една друга партија и еден председател на собрание, на син му фирмата, го правија најголемиот шверц од нафта, од шекер, од кафе и се друго потребно било за во Македонија, било од Македонија за во Србија, бидејќи и Србија беше под, како се вика, блокада. Па ја колку знам, тогаш во Маровците немаа ни фирми, беа брадасти, чупави, мириселе на алкохол. Ова не се мој зборови, него од овие што ги напаѓаат. Нека си проверат што правеле они како правеле, нека си видат во првата фаза нивниот содружник негде до 98 година, тврдам, Дзинго, како се однесуваше со српскиот свет, со Милошевиќ, па после нека напаѓат сегашниот лидер, кој, не би сакам да му ги бројам годините, ама кога Милошевиќ бил на власт и кога Милошевиќ бил некој нешто или ништо,
во младоста бил, колку знам тогаш, 14 години, иста и генерација. знамињата сме. македонски бил толку храбар 14 дечкото, што години, македонските 91. знамиња ги ставал, Да. а ги синувал нечи други. Да. Браво, браво. Па не може така. Ама вештачки српски светни ставаат, кога треба да го оцрниме нашиот северен сосед, а се криминалци и перат пари кога треба да му направиме кеф на источниот сосед на Бугарија. Не, неумесна споредба. Филипче губи и понатамо се дави во глипта. Лично мислам дека вака ја ќе кажам. Тоа важи подоцна, ако ми даеш, просто сакам и за Рубин Земон да кажам нешто. Неодминлив. Иако ќе завршам во колумните, во уште една-две продолжеток во Курири, користам приликата да се заблагодарам. Значи, тоа е неукост, Лјупчо. Тоа е неумност. Неукоста е лична. Значи, неукоста е отсуство на домашно воспитување и отсуство на општа култура и на политичка култура. Сега, неумноста е политичка. Врвна е кај Филипче, а одма до него е и Рубин Земон. Да тие имат поинакви квалитети, да тие имат поинаков вредностен систем, нешто што значи честност, нешто што значи интегритет, нешто што значи конзистентност, нешто што значи дигнитет, може би, и не, интегритет реков. Нешто што значи патриотизам од кој се откажа. Рекоа, ние не сме патриоти. Па сега Храбрите одлуки влегуваат, ги носеа во наше излегува на име. голема врата, Да. а сега влегуваат преку мал прозор. Значи, на таков начин не бива во политиката. Овој нашиот напатен народ се памти. Се памти. И, најшто е жално? Сите грешат, бе, па и ВМРО има грешки. Ама ВМРО многу учи од своите грешки. 3 години знаат како им беше од некоја си 17-та година кој им ја зедува победата, па до некоја си 20-21 година. Абе, овие не сакат да учат. А како може, некој ќе рече, бе, Сотире, што претеруваш ова неукост, неумност? Абе, како може, вика, па ние немаме проблем со идентитетот, нашиот е заштитен. Вака, Лјупчо, ќе ти кажам. Ги нарекува марсовци. Овде Бидејќи се само надевам. марсовците не знаат тоа. Се надевам што не дека го знае овој пат Филип. ќе погодам, нема да трчам, да брзам. 19-та година Френсис Фукујама ја пишува една од неговите помалку познати книги. Идентитетот, потреба за достоинство и политика на незадоволство. Тој кажува дека 21 век ќе е век на борба за идентитет. Личен, локален, регионален, државен, национален, верски и не знам каков. Тој кажува дека кај луѓето кои се патриоти, родолюби и суверенисти постои чувство на омаловаженост, чувство на неправда од оние светските глобалисти кои им ги обезличуваат државите, ги обезличуваат нив и се трудат да направат она маса тесто, кој беше Цвиш или кој беше, што велеше дека македонците биле некој тесто или не знам каква маса. И оно е сега во 21 век некој сака тоа да го направи и оно поменува. И он кажува дека човековата природа е тимос, нагон и разум. Ова тимос е непознато за јавноста, е духовност или достоинство. И сега нам некој ни го зема достоинството. Конкретно Грција ќе оставам сега, ама тоа е Бугарија. Преку се, преку историја, преку култура, преку образование, преку јазик, Лјупчо. Преку све, кај нас се раѓа борба, кај нас се раѓа порив за обстанок и за бунтовност. И ние кажуваме, не чепкајте во нашиот идентитет. Тоа е нашето незадоволство. Не бе, Филипче, макар нема и Филипче вели, не бе, нашиот идентитет се е заштитено, се е, а ваму... Уште полошо, вели, зошто оваа влада отвора непотребна војна и создава вештачки непријатели. Непотребно се расправаме ние со бугарите, наводно. Ние се расправаме. Не тие, да ти велат со 200 декларации што ги... Значи, парламентот едногласно ги усвои декларациите. Па 122 амандмана во Европскиот парламент кај што не прават подолу од не знам што, па и не ги испратив јас.
Таа декларација е прифатена од владата, од собранието, испратена во Европскиот парламент, во Европската комисија. Што глумиме лудиво? Значи, Марсовското, тоа што го кажав, да, во ред, ама не можеш за вакви работи да глумиш Марсов. Можеш за други, не знам што, ама за ова. Ова е отсуство на разум. Тука треба да помогне Часлав Милош, заробениот ум, да видиме како да го направиме слободен. И тука нема да ми замериш, некој еден помлад колега наш, ова дете во 5 минути за чавес, прави едни убави работи, и му ги, да, и му ги спомнува двете министерки, му ги црта вака на видео и му вика, еве ги господјеве, што зборат за идентитетот твој и наш, твој мислам на Мицковски. Ама он не ги измислува зборовите, они го кажуваат се погрешно зборат. И Мицковски наместо да се, Филипче, наместо да се вразуми, наместо да рече, чекай бе, што зборувам јас? Абе, овие мои советници, што ми прават? Не бе, тој и понатаму, начинот на кој го прави тоа, дали е црквата Свети Спас, дали е годишнина од детево од Кавадовци што загина, е крајно дегутантно, крајно не кореспондира со моментите, настаните, собитијата, би рекол. И мислам, еден лидер треба да се сами од таква работа. Лидер, ама стави го во наводниците. Добро, лидерот води. Каде води ова? Ама јас сакам он да биде лидер. Немој да ми замериш. Океј, не мора ја ти во се да согласиме. Ама не може он таква партија која нешто значела порано. Сега е падната не на колена, сега се дави во глипта на политичкото, да не кажам, политичкиот вртлок кој носи надолу, во бездната политичка. И сам себе губи во Албашка настрана тоа. Да подсетам, тоа е македонска партија. Глупости, да, ама тоа е македонска партија. Беше. Не можам тука, морам да прекинам, не можам ти контрирам све. Па беше тие беа, сега се европјани, претходно беа југословени, претходно во бугарско, турско, српско. Па да не збориме за тоа југословенството нивно. Кога ВМРО кравареше, кога ВМРО одеше до Вуковар и подалеку, да не ги спомнувам со имиња, кога десетици автобуси се вадеа нашите деца од ЈНА. Јас сум учествувал, мој кумашинчиња од Малешевијата сум спасувал од Белград и од Хрватска. Ама тоа приватно моето. Правенци на ВМРО тоа го правија голем број спасија и сега ние ќе го ВМРО, и тоа ова четврта, трета генерација на ВМРО, која и физички тогаш можеби биле деца, не знаат или не се учесници, не учествувале во тие процеси, односи, ја велам собитија, и они сега ги обвинуваат нив, а неговата партија плачеше за Југославија. Види, ја живеев во Југославија 33 години, убаво ми беше. Ама ја плачев кога некоја да симна сликата за Тито, и ја немам лоши мислења за Тито, а големата, ја ставија малата слика за Гоце, за нашиот Горостас. Па еве ги што правеа они. Ајде се сетиме химната да пеа данес. Така. А првиот министер што плачеше кога поднесуваше оставка, а од кој? Од ВМРО беше или од СДСМ? На Малевски мислам. Така да, се е тоа замена на тези на оваа денешна публика, мораме да го кажеме тоа. Мораме да го кажеме. Но ништо и не е случајно, Сотир. Ако се сеќаваш, оној што го спомена, ајде да не го наречам како што мислам, што кажуваше каков бил, што бил Гоце, мислам, таков човек да го стави во уста, она што го кажа, срам резил, нели? Сега, тоа неговото испадна дека не е случајно. Ако одиме по редот на нештата, тој ја дигна прашината, джевата и направи, нели, тоа што направи, за да после неговиот лидер, инаку тој е член на извршниот одбор на највисокото тело на партијата, најверојатно си се уходале и направиле едно сценарио од оние шарено-револуционерските, како и да ги наречеме оние смешните, но действува затоа што еве ги зборуваме. Потоа излегува неговиот лидер и го кажува тоа што го кажува, цела Македонија прави дига раце и вика ај, нели? Ма што е најсрамно? Не се извинија. Ни тој, ни тој. Ама сега нешто ќе покажам, ама прво морам едни комплименти да дадам за тебе и за наш Дардан. Вчера направивте искачување и ослонјување на медиумскиот. Завчера, пардон. Старија. Медиумскиот Олимп
И ја така во шега велам, кога ќе направите таква добра емисија, кога јас сум учесник, велам си одам на одмор. Недела 2-3. Благодарам, не ја направив јас, Вардања. Не, заедно го направите. Нема сега скромност да ми правиш тука. Не. Браво, моите комплименти. Вчера ние имавме состанок, тоа си го одбележавме, си спочастивме. Љубоморен сум на неговите телопи, ја се уште рачни ќе покажам. Не ми пратите. Да, добро. Вака, не, ова се шегувам. Значи, нашиот Горостас, Гоце Делчев, идеологот, стратегот, лидерот на Илинденската епопеја, на ВМРО ДПМН, е голема личност и него го има изнедрено народот. Китевски, професорот, докторот, во вечер пред ден-два, има еден нешто повеќе од есеј, стручен материјал, краток стручен материјал, и вака вели: еве зошто народот многу го ценеше и сакаше Гоцета. Значи, Гоце не е мит. Он е мит во една поинаква конотација. Гоце е реална личност на историската и револуционарна сцена на Република Македонија. Вечерва само ќе најава, а ќе се потрудам од утре и задутре уште во 2 продолжетока да ја покажам со слика големата се вика турнеја на Гоце Делчев низ Македонија во географски, етнички и историски рамки, граници. Не голема Македонија, тоа си она правата Македонија, и еве што ќе покажам. Ова е првата од карти за Гоце Делчев, ги имам извадено овие книги, во 3 ги има. Ова е турнејата на Гоце Делчев во Македонија или сегашна Вардарска Македонија. Ќе морам ова калкиве да ги сменам, само на брзина ќе кажам. Значи тој почнува својата турнеја од Тито Велес, оди Штип, оди Радовиш, оди Струмица. Тито Велес од Југославија. Добро, така пише иначе Велес. Пардон. Па јас сум од тоа време, сега што да правам. Дојран, Кукуш, завршува Солун. Тоа му е едната фаза. Втората фаза му е следна. Солун, Серес, Драма, Демирхисар, Гоце Делчев, Банско, Разлог, Самоков, претходно Рилски манастир. Историски податоци има каде, што правил, со кого се среќавал, дури фабрики за бомби направил и така натаму, таму соработувал со еден човек што ќе го спомнеме за годинава 150 години Разловечко восстание со првата генерација револуционери и така натаму. И еве му третата фаза на неговата турнеја, Костур, само се снајдам, па Демиркапија, па Виница, па Благоевград, па Самоков, па се враќа Радовиш, па оди Кавадарци, Неготино, Тиквешијата, па познати се престојот на Даме Груев и на Гоце Делчев во Тиквешијата, ги направиле едни од првите и најдобри јадра на ВМРО ДПМН, таму и првиот комитет е направен на ВМРО ДПМН, па е Прилеп, па е Битола, па пак се враќа во Костур. Сега, зашто ова го кажува? Не можеш ти на човек кој создал држава во држава со Даме Груев, со Ѓорче Петров, со Јане Сандански и останатите се, јас опиту гули тие сите да не ги бројам, херои, синови на Македонија кои загинаа за ова Македонија, луѓе кои го презедува револуционерниот бран од Димитар Поп Георгиев Беровски, од Дедо Илјо Малешевски и од Поп Стојан, од Разловечко восстание и македонско така наречено Кресненско восстание, кои ги поставија темелите на полициската, воената и политичкото устројство на Македонија, ја почнаа подземната република, а овие илинденциве ја издигнаа на пиедестал, не до суди, не до полицајци, не до војводи, не до четници, четништвото он го има направено. И да не кажувам кои све идеологии го заплискувале, да не узурпирам, ти за тој човек да речеш е мит, ти за тој човек да речеш дека е незначаен, и пази се ја каде удира. Абе, века Мисирков и Чуповски се побитни. И биле занемарени. Извини професоре Земон, немате појма. Мисирков е прогласен за личност на векот, на 20 век, некаде пред 15 и кусур години, и Мисирков си го има своето место како најзначаен човек во нашата наука,
за човек кој ја напишал за македонските работи, човек кој го почнал социолошкиот дискурс и тоа многу убаво, почитуваната Ганка направи сега една книга која зборува за поливалентното значење на Мисирков. Ама немој ти сакајќи некој да ни навредиш, ти да ни кажуваш бил запоставен Мисирков. Ние сме виновни што имаме толку Чуковски не е гороста запоставен. имаме многу. Да. Не само тие што ги спомена, уште 20 не Павел Шатев, не да ги наброиме тука мажишта имаме. Полека излегуваат на површина. Кој бил најголем, кој глупост. И ја не сум задоволен на кој начин и во колкава мера е рехабилитиран Ченто. Човекот кој крвареше, кога го судија, оној па што реков, му судија на Асном. Впрочем, денеска гледаш и со асномски перспективи носам. Ке кажам што е ова. И јас не сум задоволен што Чентов јуниор го осудија. Ама работиве има да одат. Не може неуки и неумни луѓе да дават судови за наши големци, за наши горостаси. И ја користам приликата да најава моја иницијатива. Другата недела одам во Делчево, со мојот пријател градоначалникот ќе се сретнам, ќе му предложам, не ми се мене битни заслугите, да поведе иницијатива да ги вратиме Гоцеви денови. Тоа е манифестација на која јас сум се формирал во комунизмот, социјализмот. Тоа се најубавите научни трудови поднесувани со години, да ти кажам. Ги имам сите, ја ги велам жолтите книги, а жолти книги со црвени букви. Гоцеви денови мораме да ги вратиме. Во преодот некако социјализам, комунизам, демократија некако ни се изгубија, како што ја имаме Крушевска република 10 дена во Битола и во Крушево, така во Делчево мораме да ги вратиме Гоцеви денови и, се ако ќе бидам за качулко, ќе му понудам ја на Рубин Земон, како професор, да направи научен материјал за Гоце Делчев и да си го обили образот и биди, јас сум христијан, јас сум спремен да му простам, ама нели се извини, не му праштам. Тие се познати по белењето на нешто друго на носот на последното за жал, така што не верувам дека ќе. А тоа беше Јони екипата млада. Овие не било само млада. Јан Ганс, како ги викаат? Јан Ганс. Не, млади револвераши. Општо расширено така велат. Да, така што. Да. Добро, ти си построг, ја морам да признам. Ја и ти се дивам и браво. Па ти си помлад, впрочем и треба да видиш построг од мене. Ја малку со годинките и така сум спремен да простам, да ти кажам. Но сепак, нели, ова што се случува гледано од аспект на македонец, представувањето дека тие се европски ориентирани, така се представуваат целата историја, иако најголемите бели на тој евроинтегративен пат. Добро, ја чифуцки да не сум ориентиран. Ама што треба, мора ли да бидеш антимакедонец за да бидеш антимакедонски подразбира, тогаш си европски, проевропски ориентиран. Мораш да плукаш по се она што целиот народ наш, нели, го сака и не држи во целата оваа приказка. Мислам, знаеш како зборуваат тие. Тие се нивните наративи за Гоце. Знаеш, тоа е немањето, недостигот на почит. Да. Тие го извадија тој муабе дека при швалерација го убиле. Ало, значи до таму одат. Значи тие се тие луѓе. Како нема хихи хаха приказката кој бил тој, значи тоа го зборуваат за сите. Таа е кажем од каде доаѓа тоа. Еден од нашите револуционери кога го немам целосно проучено, ама добив материјали многу добри, последните материјали од мој драг пријател Презар Димитров, ги добив, Пенџа, а тоа е Сарафов. Сарафов бил еден вид кицош, еден вид авантурист, човек кој ги собирал парите по европските, балканските центри и човек кој малку сакал така, појавно да се покажува. Ама има едно друго лице на Сарафов. Точно е, он со Јане Сандански е во клинч. И тие две струи фактички ги почнуваат убиствата во ВМРО, од кои до ден денес патиме. Историчарите нека ги проучат. Ама Сарафов е еден од врвените стратези на Илинден, пред Илинден и пост Илинден. Тројца врвни се. Гоце Делчев, Сарафов, Пере Тошев. До нив е Даме Груев, кој ја прави подземната република, а нашиот историчар Ванчо Георгиев многува книга има напишена Подземна република. И сега од таму они мислат, ако некој правел така, дека сите напротив. Гоце Делчев е познат по голема дисциплина, по многу етички човек,
бил заљубен, а тоа го таел и не сакам многу да го кажува и да се знае тоа само во една личност. Роман нашиот современик напиша, Миновски. Не можеш ти на Гоце Делчев, на Даме Груев и на останатите кои по подруми, не знам какви затвори, какви кули на бас, маз, коските ги оставија, да им ставиш развратништво. Да, еден, двојца го правеле тоа, ама тоа се оние луѓето кои многу верувале во балканските и европските центри, каде што оделе, тука се спомнува и Виена и Швајцарија, тука малку близината е па на едни други чистунци, оние анархистите. Заради неморал ги сечеле, ги колеле, како да, тоа. Ма ќе тоа така настана. Прелюба дисциплината и одговорноста, да, што ја правеле полицајците, војниците, војводите и челниците на ВМРО и на Илинден, Ќосето е создаден така, како најлојален човек, а овие сака да го прикажат како убиец. Па некој морал тоа да го праве. Што ќе сееш, тоа ќе си жнееш. Не ти докажам. И тука до негде се јавуваат и овие анархистите, терористите и нашите светли велешани што имаат направено солунските атентатори, тие па биле бетер. Тие па биле идеалисти. Тие биле морално со највисока свест, а имале и тајни и јавни врски со Гоце Делчев и со Герџиков и така натаму, бидејќи Гоце Делчев зел дел од парите од мистон грабнувањето, дал за нив за финансирање, не успеал да ги разубеди да не прават тоа, молим лепо, ги ценел нивните идеали. И они гинат за да покажат дека во Турската империја има еден потлачен народ, онеправдан, социјално-политички секако, и сега ти да кажуваш дека тие биле неморални луѓе или оно. Да. О, тоа е етика од врвно ниво што денеска ја нема, не можеме ние да достигнеме таа етика. Ние таа етика не можеме да достигнеме. За жал да. Па за жал тоа е сега. Да. Треба да бидеме реални. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Сотир Костов, ке зборуваме и за други работи, за црните петна кои што стојат зад нас и кои што сакаме сите да ги надминеме. Се вика Слобода за уставобранителите, односно патриотите од 27 април. Зборуваме за криминалот на СЈО и ред други работи. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Сотир Костов. Сотир вчера условен отпуст од доби Митко Чавков, прв од она поголемата група од осудениците неправедно осудените за 27 април. Дали ова ќе значи нешто за натаму, бидејќи еве Јанечентово меѓувреме претходно поднесе кривична до Вилма Русковска. Знаеме што се случуваше таму. Се освестуваат ли судиите можеби полека и сепак онаа порака ми се допадна да не ја забораваме неговата ќерка дека да не мислат дека тука завршува работата, дека тие што правеа такви работи да не спиат така мирно и да мислат дека завршиле работите што ги направиле и отиде работата. И јас се сложувам многу добро. Ке завршили така работата, особено за патриотите од 27 очекуваме сите слобода, но и одговорност за оние кои што ги направија тие работи, односно ги направија насила терористи. Убаво ги подели на две работи. Ја не сум многу оптимист за првата работа, бидејќи ова законот го дозволува, значи. После толку време таму и пуштање. Ја мислам дека се уште се немат освестено судиите, тоа го покажа со одбивањето да се повтори постапката. Очигледно овие наши браќа правдата ќе ја барат во Страсбург. Јас ти тврдам и ќе ја докажа таму. Ама тоа ќе е голема брука и срам за Македонија. Така да ја не верувам во судиите. Има нешто, има некоја, како се вика тоа, омерта, молчење, не ни кажуваат. Не бре, секого ќе помилуваат, секого ќе амнестираат. Мафијашката омерта. Да, овие не. Не знам што е работава. И ја додека не се покаже, а веќе е докажано, спремност, дека они не се извршители на предметното дело што и се стави на товар, не сакам да повторувам. И јас нема да бидам мирен и ја реков од 17 кога ги бранев, кога се залага за нив, па до ден денешен, додека ме држи здравје, јас ќе го држам тој став. За вториот дел, без одговорност нема ништо.
пак ќе ни се повторат такви судии, пак ќе имат зидање на 350.000 евра во зид, пак ќе го добиеме овој пат не од Струмица, ќе дојде некаде од некој друг град, пак ќе го имаме поранешниот обдуцман, Изет ме, како му беше името? Ајде, не е битно. Иджет Мемети. Мемети и цел живот на тие функции помина, а на крајот испадна дека бил сводник, дека он бил медиум, дека он бил гласникот. Договарал влијанија, земал пари, давал, ама и оставал кај банката. И повторно условно. Знаеш како кај коцкарите? Да, банката зима толку, не? Така, да. Провизијата предприемачот. Значи, одговорност и одговорност. Впрочем, минатата година, која направив анализата за етиката, дисциплината и одговорноста во нашето општество, ја на преден план ја ставив одговорност. Мора да има. Мене ова ми наликува на нешто што се случува во моментов и ми е многу логично за жал што го прават судиите, бидејќи ако Филипче може да не знае дека Бугарија атакува врз нашиот идентитет со векови веќе, а не за последниве години, нели? Значи не гледа тој ништо така. Така, зошто судиите па да не бидат единствените во апелација и врховен, а и претходно онаа што стана уставна судика Добрива се извинувам, Кацарска, како само тие, зошто ако овој не гледа дека тоа не го прават бугарите, може и тие не гледаат дека ова беше најголемата местенка во македонската судска историја. Мислам дека во времето на информбирото вакви судења немало како што беа овие во текот на годините после доаѓањето на власт на Заев, особено за нив, а да не зборуваме и за она што се викаше СЈО, на крај што испадна не специјално, него социјалдемократско јавно обвинителство, според тоа како некој им доаѓал таму, некој си Заев, некоја си Шекеринска, некој си не знам кој, и им давале тоа што им давале по случања, па им кажувале што да прават. Чуму па и судиите да не бидат исти како оној кој што ги држеше, односно неговиот шеф, да не се лажеме. Се вистинскиот лидер на СДС Заев, сигурно и тој не знае дека бугарите не прават. Ја и построго би рекол. Да. Шекеринска оној пат зборев, рече, сега ќе има судење како нюрнбергшки процеси. Да. Ало, брука невидена. Срамот. Каде отиде, нова функција и така натаму. Нека ја се среќа. Како можеш така да кажеш? Так. И за жал го направија. Да. Сакаш да подсетувам за недавањето вода кога ги судија браќата? Сакаш да те подсетувам сендвичите што им ги донасаа роднините не им дава. 14 часови Сакаш рочишта. драконското 14-16 часа. Да. Чуму беше тоа? Да. За да оваа стане Драма. судика и председателка. Так. Значи, нечовечни услови за судење. Вреѓање на сведоци. Па ја нема никад да заборавам на Трајко Велјановски што му направи Добрила. Немаше судбина, немаше среќа. Ја бев на листа на сведоци, ама кога ги излага адвокатите да се откажат, човекот на кој требаше да сведочам ми рече Сотире вака и вака, окей, викам во ваш интерес јас се откажувам, ама да знаеш ќе ве прелажат. Ја да бев во таа судница, ќе видиш што ќе беше со Добрила. Мислам на моја штета. Да. Обавезно ќе одев у затвор, затоа што јас знам што ќе и кажев, јас знам на кој начин ќе и кажев, и морам да ти кажам дека Трајко Велјановски покажа една голема висока култура на политичар, преценат човек, што се воздржа кога таа го навредуваше и понижуваше, да не те подсетам, ова не те собрани, а тя мислиш ти. Па какво бе? Па каде е Врховен суд и судски совет одма да ја сменат? Во тоа раскупено судство тоа е на Заев, негирање тоа на беше еден богохулење, да. од доказните алатки, а тоа е сведокот, институцијата сведок. Да. Срам и арам да е на таа жена. Судството е во резиво што самото си го направи за жал. Секоја чест на честните суди ги има многу, поради овие десетина црни овци се таму каде што се со таа 12, односно нема доверба. Обвинителството имаше 1% доверба на едно истражување. Исто, тоа е уште по резултат на едно СЈО, што го рековме, социјалдемократско јавно обвинителство. Веруваше во судството се случува тоа што се случува и тешко дека ќе се мрнат работите, очебино е, дека барем во јавното обвинителство со новиот јавен обвинител конечно да се среди барем работата со СЈО, да се тргнат тие луѓе кои што ја окаља целата таа афела и се директен, апсолутен
нели причинител на тие 1 на 100 доверба што беше Лјупчо, на една анкета. сега ќе ти изненадам. Да. Значи, мај месец, ја и мојот тим ќе славиме 150 години Разловечко востание, ќе славиме 24 Светите браќа, Кирил и Методи. Ама, од 1 јуни, нека ми прости обвинителот и неговиот тим, ја ќе почнам да ги бројам деновите, кога, дали и кога ќе се реши случајот бонусите на СЈО. Припремени сме на многу културна тактика, тактика на многу високо ниво, без навредување, без омаловажување. Тој случај не може да се заборави. Ако некој мисле дека тој случај ќе се заборави, ја мислам многу се лажи. Тоа е канцерот раширен во целата јавна обвинителска функција. Втор пат ово кажам. Кој ќе го сруши новиот обвинител? Една фурна повеќе леп сум јадел од него. Ја знам каков бумеранг ќе му се врати ако не расчисти со нив или поточно и со обвинителот кој ги ослободи, донесе решение за одбивање на кривичната прива, а тој обвинителот кој е главата на, ова намерно го велам главата, на обвинителството за борба против организиран криминал и корупција. Такви обвинители не ни требаат кои штитат коруптивни обвинители, обвинители кои се дружија и со криминалци, и со разузнавачи и така натаму. Се правија, море одеа по спортски настани, море одеа кај Боки 13, море се журка, море да не кажам што правија, а само не си ја вршија јавно-обвинителската функција. Ти ќе славиш, ние ќе славиме на 24 за Светите браќа, Да. а на Бихачка ќе слават на 25 дан младости беше така. Немој, ја го сегам делот на младоста, тоа е дел од мојата младост. А може нешто да кажам, ти привршуваш веќе? Да, мора за Вака, да. ти знаеш дека ја од време на време ќе дигнам некоја книга. Да. Не е моја книга ова. Владо Поповски. Македонската борба за државност помеѓу Сцила и Харибда. Вака. Значи скоро издание пред недела-две. Ова книга е еден вид продолжеток на долгогодишните истражувања на поштованиот професор и на Разловечко востание, и на Македонско востание, па и на Илинден, тоа е создавање на македонската државност. За прв пат целовито, иако и пред него и други го правеле, и Александар Христов, и да не ги спомнувам наши познати историчари, ама за прв пат целовито расветлување на улогата, местото на Димитар Поп Георгиев Беровски, првиот револуционер кој дигнал востанието, тоа е Разловечко востание, ликот и делото на Поп Стојан, и еве го денес ќе го покажам знамето, а сум го покажал и пред 7-8 години на Разловечко востание. Тоа ќе ни биде еден вид лого на екипава што ќе славиме 150 години. Ќе го покажам ликот на Димитар Поп Георгиев, првиот револуционер во борба за државност, и на Поп Стојан, кој го има само по црквите, по зидовите и по фреските, да не речам и по иконите и така натаму. Тоа се првите луѓе кои продале имот во Малешевијата, кои се склониле прво во Солун, бидејќи ги гониле, се бориле они за Македонската црква, купиле оружје и дигнале прво едно востание, па после друго. Тука се надодава дедо Илјо Малешевски и во стари години овие двојца соработуваат со Гоце Делчев, кога Гоце Делчев ги прави фабриките за барут, за бомби и така натаму, за него некоја друга прилика, и ние не смееме да дозволиме, завршувам, луѓе кои не ја знаат нашата историја, кои не знаат од каде почнува се засилува нашата државотворност, да им дозволиме да ни ги блатат, да ни ги скрнават нашите големи ликови. Логото под кое ќе го правиме е македонски корени, ненормално добра креација на Ласко Ѓуровски, ни ги даде правата да користиме, и асновски перспективи, факелот на Асно, еве го, за прв пат го носам, и цела година ќе славиме, а врвот мислам негде 1 август ќе го достигнеме, ама почнуваме 19 20 во Разловци и во Делчево. Ви посакувам успешна работа. Благодарам. И секако ќе го одбележиме и во некој Фала Богу. моите емисии. Фала Богу. Ти благодарам што беше. Благодарам јас, Лјупчо. Ми беше чест.
И мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.